Војната во Украина повеќе не е ограничена, така вели украинскиот претседател Володимир Зеленски, потврдувајќи дека неговите трупи навлегле во западниот руски регион Курск во последните денови. Неговото образложение е следново. Цилком справедливо. Фер е да се уништат руските терористи таму каде што од каде што ги започнуваат своите напади. Руските војни аеродроми, логистиката. Гледаме колку може да биде корисно ова за приближување до мир. Русија мора да биде принудена на мир, ако Путин сака да продолжи да води војна, толку полошо за него. 100.000 руски цивили побегна од украинскиот притисок, а рускиот претседател Владимир Путин тврди дека тоа поттикнало зголемување на бројот на мобилизации. Судя по всему, Се чини дека непријателот има за цел да ги подобри своите преговарачки позиции во иднина. За какви преговори воопшто можеме да зборуваме со луѓе кои вршат недискриминирачки напади врз цивили, врз цивилна инфраструктура, се обидуваат да создадат закани за капацитетите за нуклеарна енергија? Зашто можете да разговарате со нив? И Белата куќа и Стејт департментот упатија строги предупредувања до Москва поради употребата на иранска муниција. We are prepared to deliver a swift. Подготвени сме да испорачаме брз и остар одговор доколку Иран продолжи со трансферот на балистички ракети, што според нас би представувало драматична ескалација на поддршката на Иран за руската агресивна војна против Украина. Иранските власти исто така продолжуваат да негираат давање на какви било дронови на Русија, кога доказите се јасни за светот. Портпаролот на Советот за национална безбедност на Белата куќа Џон Кирби немаше многу да каже кога беше прашан дали Вашингтон е загрижен од Украина може би користи оружје испорачано од САД против Русија. Продолжуваме да разговараме со нашите украински колеги за овие операции. Ки ги оставам да зборуваат за нивните операции. Аналитичарите велат дека потегот на Украина доаѓа како изненадување и дека најверојатно е тактика да се истроши Москва. Мислам дека украинците сакаат да им ја однесат војната дома на русите, да му кажат на рускиот народ, не, вие не сте имуни од оваа војна. Ке го чувствувате тоа секој ден. Аналитичарите кои го чекаат одговорот на Путин велат дека тој може да го искористи упадот на Украина како изговор за напад на нација на НАТО што граничи со Русија. He now has evidence. Тој сега има докази дека украинците кои се вооружени и за кои тој тврди дека се обучени од Западот, сега напаѓаат Русија. Така, тој ќе им објасни на русите дека тоа се случило и дека тој не направил ништо. Мислам дека ќе бидат прилично опасни неколку дена. Нешто што жителите на Курск го научија изминатите неколку дена.